Норвешкото кралско семејство, познато по својата дискретност и углед, е потресено од огромен скандал. Мариус Борг-Хоиби, најстариот син на идната кралица, принцезата Мете Марит, е официјално обвинет по вкупно 32 точки, вклучително и за повеќекратно силување и сериозни сексуални злоустварства. Обвинението е кулминација на едногодишна истрага и му се заканува со затворска казна до 10 години, а случајот предизвика шок во норвешката и светската јавност. 32 обвиненија, судење во јануари. Јавниот обвинител Стурла Хенриксбо денеска го објави обвинението, кое е резултат на истрагата што започна пред околу една година. Судењето се очекува да започне во средината на јануари 2026 година. Кралскиот двор издаде кратко соопштение во кое се наведува дека се запознаени со сериозните обвинувања и дека случајот го препуштаат на правниот систем без понатамошни коментари. Во интервју за Guardian во врска со филмот Nobody, втор дел, Шерон Стоун проговорила и за семејството и за семејните трауми. Иако на оваа тема холивудската актерка си го отвори срцето и во својата автобиографија The Beauty of Living Twice. Во интервјуто таа го опишува својот дедо по мајка како насилник и предатор. Истакнала дека дедо ја тепал незината мајка уште од раното детство и дека таа била принудена да го напушти домот и да се вработи кога имала само 9 години. Немало ден во животот на мајка ми кога не била тепана, вели актерката, додавајќи дека и таа и незината сестра биле исто така жртви на злоставување од нивниот дедо кога биле деца. Му побегнав кога имав 5 или 6 години, пред тој да стане сериозно сексуално насилен кон мене. Бев многу досетливо дете. Преживеав многу помалку злоставување од другите, вели актерката. Мислам дека злоупотребата е причината зошто сите сестри на мајка ми полудеа. Сите беа на лекување од проблеми со менталното здравје. Беа 5 и само мајка ми доживеа над 50 години. И имале уште неколку сестри кои починале во раното детство, додаде таа. Иако семејната историја е обележена со насилство, Стоун нагласува дека нејзината приказна не е само приказна за болка. Таа се пресетува на силната врска со нејзиниот татко Џозеф, кого го опиша како нејзина најголема поддршка и личноста од која научила како да се снајде во свет во кој доминираат мажи. Татко ми и јас бевме цврсти како два слоја боја, рече таа. Во црквата Свети Софија во Охрид вечерва во 21 часот концерт ке одржат Motion Trio од Полска. Ке настапат хармоникашите Јануш Војтаровиќ, Павел Баранек и Марчин Галажин. На програмата се дела од самите музичари Хенрик Миколај Горецки, Јан Кацмарек, Фендрик Шопен, Војчех Килар. Motion Trio е познато по нивниот специфичен начин на комбинирање на страста која извира од традицијата на музиката од Источна Европа со прецизноста и строгоста на делата на големите класични композитори. Предводени од Јанош Војтаровиќ, членовите на триото често изведуваат сопствени, оригинални композиции кои се заснуваат на нивното класично музичко образование на Академијата за музика во Краков и на нивната љубов кон традиционалната музика со која израснале. Основано во 1996 година, триото започнува да свири на улиците низ Европа, а потоа прераснува во ансамбл кој е признаен на класичната музичка сцена. Настапуваат низ целиот свет, а уникатноста продолжуваат да ја градат со имплементација на звуците на рок и техно, со што нивниот нетипичен израз добива сосема нови нијанси.
Од 19 до 29 август во општина Карпош ќе се одржува манифестацијата Карпошово културно лето, која ќе понуди разновидна програма со учество на домашни уметници од различни области. Манифестацијата ќе биде отворена во 20 часот на платото кај Млечен ресторан со концерт на македонски поп хитови. Настапуваат реномирани и млади пејачи Зорица Поп Панкова, Драган Мијалковски, Сашо Гигов Гиш, Џон Илија Апелгрен, Тања Тас и Ана Пентановска во придружба на оркестерот на Радио Бубамара под водство на Дамир Имери. Настаните ќе се одржуваат на повеќе локации кај Млечен ресторан во дворот на црквата Света Троица во Бардовци, на тревникот кај кулите во Козле, на летната сцена кај Карпа на Кеот на Вардар. На 28 август во дворот на црквата Света Троица во Бардовци концерт ќе одржат фолк пеачите Наум Петрески, Ефто Пупиновски, Зуица Лазова, Ленче Кукич, Благоje Грујовски, Смилја Митревска и други во придружба на оркестерот на Радио Бубамара.